Во тек се долго очекуваните градежни работи за изградба на водовод на манастирот Трескавец. Моментално се работи на ископи за потисниот цевовод и изградба на каптажата во стариот манастирски расадник, која што треба да ги собира околните извори со вода, а потоа водата со пумпа да се качува горе до манастирот, каде треба да биде изграден резервар. Според проценките, изворите за вода треба да ги задоволат новите зголемени потреби на манастирот, кога ќе се отворат и новите конаци за посетители. Значи во проектната документација е земено изворов да е 0,5 литри во секунда. Сега тука се плюс да речам самите можете да видите во еден дел е водорично местово и тука со самава дренажа би се прифатиле и тие води и се смета дека во влажен период дека би имале 1 литар во секунда. Резерварот ќе биде поделен на две комори, една за вода која што ќе се користи за секојдневните потреби, а друга која што ќе биде постојано полна и ќе служи како вода за потреба доколку се појави пожар. Резерваров има си е посебен со две комори за вода за пожарна вода. Значи таа секогаш ќе се биде како резерва, што нема да се троши како санитарна вода во случај на пожар, не дај Боже. А другава, значи резерваров 43 кубици е санитарната вода и 43 кубици пожарната вода. Исто така предвидено е и хлорирање на водата, пречистување на водата, за да може истата да се користи како санитарна вода. Од Прилепскиот завод и музеј велат дека и тие учествуваат во изградбата со тоа што досега не се најдени археолошки артефакти на трасата каде што ќе поминува водоводот. Нашиот стручен надзор досега активно е вклучен во изведбените работи и нема најдено некакви предмети или артефакти кои можат да го загрозат моментално текот на изградбата. Се работи за една траса која нашиот стручен тим ја разгледа. Средствата за водоводот се обезбедени од ТАВ Македонија во висина од околу 100.000 евра, а со дополнителни 3 милиони денари учествува и општина Прилеп. Се очекува изградбата да трае до крајот на оваа година.